Добре за Филип Христовски, во Маиша Сена. Здраво, Филипе. Здраво. Се снимаме сад пред представа, да речем, за Господја министерка во Велишки театар се снимаме во фоајето, многу убав театар, многу убав фоаје, многу убава представа, многу убави ликови направени. Ретко можам да видам, еве имам 26 годишно искуство со водење на емисијата, а претходно уште не знам колку години активно сум прател театар уште од дете. И многу ретко во една представа можам да кажам дека се функционира идеално, дека сите улоги се направени за десетка, дека режијата е до перфекција направена, дека сценографијата, музиката, светлото се идеално. И тоа ми се случи во Господја министерка, која што неодамна беше премиера. Многу ми е мило што е така и многу други луѓе исто тоа го кажуваат и тоа се поради тоа што имаме прекрасен тим и поради тоа што имавме таков режисер кој Симуша Штилов. Мислам, тоа е... Јас не сум имал до сега такво искуство, да толку опуштено, толку без никакви бариери, можеш слободно да што на ум тоа на друм, што се вика, да импровизираш, да играш, имаш слобода, што викаше Симиша, вадете ликови од ракав, Бранислав Нушич, така си игра, што се вика си игра на мочење, со одредена динамика, брзо, енергично, буквално публиката постојано е во смеа, што се вика и тоа се гледа по изведбите, е баш супер мине, ја гледаат, цело време взимаат карти, нема карти, е распродадено, така што многу задоволен представата, искрено. Така. Со Стефан имав разговор пред тебе и тој ми кажа дека уште на времето ми кажа дека сте најдобри другари, дека цело време сте заедно, дека се поддржувате, дека Да не беше Стефан немаше да ме знаат. Немаше да те знаат. Да. Голем поздрав за Стефан. Голем поздрав за Стефан. Да. Колку значи да си имаш некој од професијата да ти е брат, еве да речем? Но, не само Стефан, голем поздрав до Кира Ацевски, голем поздрав до Сандра Танчева, Бојана Василковска, Мартин Мазнев, сите тоа се колеги кои што се млади колеги од Велес и кои што сме многу блиски и сме многу искрени спрема себе. Некој од нив ти се генерација или не? Сандра Танчева мислам дека ми е генерација, што Кира Ацевски бе во иста класа, Стефан беше една после, а Сандра беше една после Стефан. Така. А со Стефан сме од деца заедно и е многу убаво да имаш човек до тебе кој што многу искрено ги ти кажува работи. И например еве во овој процес често после проба, после некоја да речеме потешка проба, од смисла на тоа повеќе временски, повеќе концентрација требало, некој знаеш да направиш грешка или да испуштиш нешто и слично и Стефан ќе ти каже многу искрено и тоа е многу е убаво да имаш таков човек до тебе кој што во секој момент ќе ти рече Филип, чекај малку, ја мислам дека да може вака да направиш или ќе можеш да смениш нешто или да ти даде идеја и сето тоа. И е прекрасно. Мислам, секој колега треба да си има некој таков многу близок брат, театарски брат, кој што ќе може да се користи во секое време и не само за во театар, за се останато, да го предложи. Патам јас на секој кастинг или нешто што ќе ме прашаат што мислиш за ваков и таков лик, мене секогаш ме текнува на Стефан прво да кажам, затоа што Стефан ми е најблискиот. И верувам во неговиот капацитет и колку е работлив и е тежок воркохолик и затоа можам рака да оставам дека ќе се заврши работата која што личи, која што треба. И мислам дека е клучно посебно во вакви представи да има добар тим, да има одредена хемија која што ќе се разбираат луѓе и да се прифатен. И тоа ние како млади сме многу добро прифатени во овој театар и мислам дека тоа е голем поздрав до постарите колеги од Велешкиот театар затоа што неизмерно ни даваат надеж дека овде има тим и дека овде има иднина и дека може да се твори. И јас многу сум среќен поради тоа. Мислам, на сите ни е огромна желба театарот и еве дојдовме до 27 години, сега еве играм, колку дете идев во средна школа тука и си поминував многу убаво, само тоа што не ги разбирав, да речеме, теоријата, праксата и сето останато што е нерезервнати. Филип, брковите ти се природни, така? Не. Природни ми се брковите, често прашање е тоа. Да. Па ми рече Синиша, уште на прва беше тоа. Да, прва беше, ти го играш овој лик, ја многу сакам да ги остиш брковите, само другото се бричи, ја прифатено и ете испорачав. Така. Така и се низ Велес се смеат луѓе кога ме гледаат и јас заборавам дека сум само со бркови вака и право така. Бркови, викам, да, имам бркови, заборив тоа. Ама да, тоа е дел од ликот и сега гордо си го носам како
и трпејон извелес. Да, ти си како подвижна реклама. За представа. Дојдете да ја гледате представата. Да гледате представата. И ме препознаваат луѓето поради тоа, така што е супер. Како беше почетокот? Како дете, Стефан вика дека уште од мало, Да. Тие... Уште во јас и Стефан бевме на два различни краја од Велесот. И од Велесот, многу смешно. Така. Јас бев на едниот крај, он беше на другиот крај со школи. Ама се соединивме во средна школа, каде што имавме ист ментор, кај што работевме заедно представи. Ја сум 2 години постар од него и се начекавме. И свативме дека кликнавме дека ја оспреси го сакаме истото, дека истото сакаме да го правиме. И уште од рани почетоци игравме заедно во представи и поминавме интересен пат со многу представи, дури награди зимавме на ДАФ и после бевме у само они беа во Требиња, скршив Карлица, не можев да отидам. Ама уште од многу рана возраст. Да речеме не сум од тие што многу ги притискале од дома или им давале надеж или слично, туку ме пуштаа, ме слободно викаат. Буквално што сакаш ти, што ти е на душа, прави во тоа, да. Така што имав таа среќа да опуштено одлучувам за работите и да речам да, уште од средно реков да, јас само еден глумец и тоа ќе биде тоа. И претходно во основно исто игравме представи кои што исто беа од школи и слично тоа, имавме дом што се геше Бели Мугри тука и постојано игравме таму и исто таму исто Стефан си имаме начекано. Така што буквално од деца и тоа цело време за тоа се дружев, за театар се дружевме и се гледавме по представи, свативме дека ние се цело време заедно и порано да излегуваме заедно. Иако како карактер сме многу различни работи ни интересираат надвор од театарот. Тоа е интересно, ствари ја гледам многу да речеме филмови и музика што он на пример го пропушта тој па јас ќе му кажам и слушај ова и гледај ова, он ќе ми каже нешто друго што е многу битно, на пример сега за опрема, за камери ми зборува што јас не се разбирам, сега учам ја нови работи, што он си работи са и други проекти. За стендапот му помагаш? Да, па што ми го кажува. Така. Ми го кажува, ја треба да се смеам или не се смеам да бидам искрен и оваа финта ти е добра, оваа финта не ти е добра. Дури дојдовме и до степен да ја пробам стендап, еднаш му отворав на Маријан Ѓорѓиевски опери балет, па он дојде гледаше, па го слушаше. И јас многу поддржам за тоа, затоа што мислам дека на таа рана возраст е многу тешко да се прави стендап, затоа што е битно многу искуството пред се. И со сите колеги кои што прават стендап од нашата фела, кога разговараме секогаш викаат, знаеш, треба да поминат некои 35-та година да поминеш, за да имаш некој искуство, да си малку поопуштен. А Стефан, како да го правил цел живот и онака растура за тоа. И кејф ми е што го прави тоа, затоа што и од тоа и се живее, и така те знаат луѓе, и едноставно гледате колку работи ни се случуваат во државата, за жал. Тоа што ни се случи трагедијата и се до тоа наша задача и наша работа е да ги оттрнеме за момент од тоа. Така. И гордо го кажувам тоа затоа што е можеби најубавата професија на светот според мене, да му кажеш на еден човек дека сега ќе се опуштиш, сега ќе размислиш над Сега ќе уживаш 2 сати и нема да ги имаш сите проблеми. После тоа врати се во реалноста, но тоа во зависност од представата, ама окей, секоја представа си има одредени теми што отвори одредени прашања, така што. Кога заврши премиерата, како ти беше? Многу интересно чувство беше после оваа премиера. Мислам дека до сега ниту една представа не сум имал волку трема како што имав за ова, затоа што притисокот ми беше многу голем, дека работам со таков режисер. Он колку и да беше другарски настроен, колку и да цело време опуштено со него, си разговаравме за секакви теми и слично, ми беше притисок. Има најпопуларната представа во Македонија, најпродаваната представа во Македонија и беше забавно, но истовремено имаше голем притисок за да биде добро, да се испорача тоа што го бара режисерот, јас како послушен актер. И да, и таа улога е направена на многу интересен начин, на многу смешен начин, од спојот многу други ликови, од Джим Кери, од филмови, од заводници, од шпанци, од многу интересни работи. И Синиш исто така е филмоман. И он постојано вика, го гледам тој филм. Да, па таму, нели, знаеш тој лик, па тој како влегува, па тој. И тоа е склоп од многу работи и така се доби еден динамичен карактер кој што многу зборува, многу брзо се движи, танцува, има своја аура и е баш така да биде една дека тој е од министерството единствениот што се појавува на представата и затоа е баш таков. А за танцот ти помогна некој како? Не, мислам одамна сум размислувал на тоа дали треба да
учам танци, уште пред академија размислував на тоа, ама кога се запишав веќе на академија, затоа што бев премногу зафатен со други работи, работев 3 работи, студирав друго, ме примија и никогаш не доов до моментот, многу сакав латино, ама никогаш не доов до тој момент. И на академија со професорката Кери многу се учи танци, многу се учи движење. И тоа е многу битно за еден актер, затоа што телото ти е твој храм, треба да го негуваш, треба да се пазиш и слично на тоа, ама истовремено колку повеќе го надградуваш, толку повеќе простор имаш да просперираш во тоа како се гради лик според тело и колку тоа ти помага. И лично јас танци учам сам и од професорката Кери Шеничена, така што тоа е може и моја посилна страна, да речем. Затоа го користам што е можда повеќе, затоа што е моја страна и во овој лик супер се погоди. Да, танцот беше прекрасен. Да. Публиката збесља, ми се чини, да. Тоа беше кулминација, да. Супер беше тоа. И тоа исто прашуваат други колеги, он има умчено танци. Има. Супер што го прашуваат тоа, значи уверливо. Уверливо е, баш уверливо. Што имаш играно друго? Што ти остави впечат, така не мора сите, но што ти беше интересно додека го работеше процесот? Како реагира публиката? Кога не е представа? Ете, колешките реагираа. Да, колешките реагираа. Да, кога ме видоа во тој костим, затоа што ретко, никогаш не носам кошули и костими. Еве сега за свадба на Стефан сестра ги зимам, па ќе треба да носам костим. А инаку не носам и Синиша рече дека еве мора да биде у костим, треба да биде се дотерам. Дотеран среден. И јас си реков, окей, ја обично не сакам да носам костим, ама кога го облеков сите реков, чујче колку добро ти стои, ти треба почнеш да носиш вагава, треба да се дотераш, треба. Па Стефан ме заебава цело време, ти реков ли, ти треба да се дотеруваш, треба да се ти си актер, ти си. Сега сјала го после стил нема врска, ама публиката исто тоа го реагираше, ми кажуваа после другари, и се до тоа многу добро ти стои тоа, треба се стварно да се дотераш и се до тоа. А исто така тоа е највеќе ми изборуваат за тоа дека е многу динамично, дека е многу интересно тоа, дека излегува еден лик и да речеме не прекинува да говори и ти го пратиш и го следиш и тоа толку брзо се случува сето и ја примаш приказата и тама си помислил дека нешто се ги случи, заправо го снема тој лик. Сега кога пак ќе се појави. И интересни реакции имаше, мајка ми татко ми дојде да гледа, рекоа, супер, танцуваш. И толку беше умни. Да. Скромни се за зборови. Скромни се. Не ми кажа за другите представи? Други представи, па работев во Бугарија, копродукција со Велешки театар, сика Без крв на Дијана Добрева. Интересна представа е сега во мај месец ќе одиме на Митен во Будимпешта, Бугарија. Бевме во Иван Вазов, гостувавме во Скопје во Албански театар. Супер процес беше разликата со бугарската публика? Па не би рекол дека има некоја голема разлика. Интересно е дека се повеќе луѓе и многу, да речеме, полесно доаѓаат до публиката. Има исто. Колку што кај нас има љубители, исто има и таму, ама таму се многу повеќе луѓе и нивните представи се секогаш распродаени, сега како ние ќе се пофалиме со тоа што ние со многу помалку луѓе многу продаваме исто така. Така. Прекрасно искуство да запознаеш надворот од рутината што е тука, да видиш каква е рутината таму, да видиш како функционира таму театарот, односно како се прави процес, како работат сите и различни луѓе, и различна култура е тоа и некако театарот не познава јазици и затоа беше многу лесно во креативниот процес да се снајдеме, ама интересно е дека запознаваш нови контакти кои што може некогаш ќе ти притребаат и слично на тоа и супер представа беше и еве уште се игра и тоа ми е едно така позначена представа затоа што научив многу. Дијана Добрева е еден голем режисер на европското тло и научив работи што не ги знаев за себе. Тоа е многу добро затоа што таков и процесот испитуваш работи кои што до сега не треба да копаш во себе и слично на тоа за да дојдеш до тоа што беше финалниот продукт. Исто така Паника ми е омилената представа што сум ја работел до сега, затоа што пред се со мојот најверен другар, колега Стефан. И ние од деца имавме желба еднаш да играме на таа сцена заедно и тоа се случи да биде. Таа е копродукција, приватен проект, како дојде? Тоа си на Велешки театар, само не знам, мислам дека беше копродукција со Импакт, ама се води исто како да на Велешки театар, се оди на репертоар. Сепак ние сме тука играме и
Тоа ми е најомилената представа затоа што ја работевме со многу кив, затоа што е таа една стара идеја која што постојано сме мечтаеле, постојано сме ја негувале и сме дошле конечно до тоа да имаме ние наша представа. Кога зборувам наша, тоа сме само јас и тој на таа сцена и да се погледнеме јас и тој на сцената кај што сме мечтаеле некогаш како деца да играме, беа стварно супер и убаво чувство. И многу се радувам што на таа представа идат многу млади луѓе. И треба да доаѓаат млади луѓе затоа што театарот е еден медиум кој што отвара прашања, одговара прашања, отвара теми и слично. Тоа е потребно за секој млад човек да посетува театар. Нужно за фитурата. И тоа ми е еден така најзначаен проект. Исто така до режисерот Александар Ивановски кој што правеше таа представа, многу работевме, многу не беше забавно, така буквално со најверниот другар кој работише многу интересно, се разбирате многу полесно. И имам и други копродукции исто со Велешки и со други театарски трупи, како Театар Златен Елец Добри луѓе. Таа беше претходната година, имаше премиера тука, со таа еве сега бевме на Битев у Белград. Супер поминавме дека таму има протести големи и слично, тоа сите се уморни. Стварно сите беа уморни, цела публика беа уморни. После тоа пола сат само разговаравме и рекоа не ќе одиме на протест, супер одете. Да, со среќа нека. Мислам дека и таа е едно исто многу моја значајна представа, затоа што и таа е дуодрама, не знам, некако ми се зареди со тие дуодрами, иако е многу тешко за игра, затоа што си константно на сцена, си само со еден партнер, треба да му веруваш, треба да си скроз концентриран. Грешки не може да Не може да има, иако има, тоа не го знае публиката како и да е, ама јас лично како актер постојано гледам да сум 100% на сцената и да го давам се што имам за мојот колега и за целината на представата. И тоа е нели пикно и тиме и со двајца, тиме и сам, тиме и со сите што се околу тебе, позади, се битно е да има тоа една кохезија кој се работи. Не знам други само не текне, сум работел на факултет, работев со Милош Андоновски, работев представата Скопјани. Исто многу интересна представа, се викаше представата Скопјани и внатре немаше Скопјани. Да. Зборувавме за Скопје и да многу Скопјани мислејќи дека ќе зборуваме за Скопје, ама ние зборувавме од една друга перспектива за Скопје, зборувавме од перспективата на кој ќе дојде велешанецот да студира во Скопје, како е чувството што гледа, како е да живееш во студентски дом, што тоа скопјаните не го знаат како е да живееш во Скопје. И како е чувството? Па, многу е забавно, знаеш, после првиот месец се прилагодуваш, после тоа знаеш која ракија е најдобра, од кој спрат, знаеш кај да побараш, да речеме некој што е доктор, што учи медицина, знаеш да тропнеш, ме боли глава, што да правам. Ги знаеш сите дупки, ама сите сте еден екосистем и сите функционирате заедно и со тој делиш интернет, со тој и се ствара една заедница од сите градови од Македонија на едно место и тоа е прекрасно и плюс забавите на студентските домови се најинтересни затоа што ти кој ќе отидеш на академија, да речеме одам на академија просечен ден 9 са бајле, завршуваш да речеме у 12 ноќе, па си имал некоја проба до 1. Се враќаш и таму се седнат и сите твои другари студенти од студентскиот дом, од Делчево, од Гостивар, од кај да сегде, пијат, да речеме, ракија, пиво, кафе, што и да пијат, кои сега треба да се врати да учи, кои се журка, и ти едноставно одиш таму да си го одмориш мозокот, да се опуштиш, да поразговараш за нешто друго, да не е театар, затоа што некој што ти треба и одмор таков. Оти ние цело време разговараме за театар и цело време ете и мојот другар е ми е нели колега од театар и ние постојано само ровариме за театар и гледаме да наоѓаме ете и вакви некои издувни вентили како што е ова ми беше на академија, тоа ми беше издувниот вентил, студентскиот дом и сите другари од таму. И да, прекрасно искуство е, некогаш живееш на рап, денеска не можам да јадам од таму, немам време за таму, па таму треба да стигнеш, па и цело време си насекаде, па ако работиш представа, треба да се вратиш у Велес, па да отидеш таму, па и тоа е, еве, до сега уште така ми е, уште патувам и така што е цела една брканица, ама кога си студент ти е ново и не си навикнат, ти си малце под притисок и поинакви се нештата. Ама е најдоброто искуство, мислам. И мислам студентските денови не би ги сменил за ништо на светот. Да би се вратил би ги истите, кога не би променил ништо. Кажа на почетокот дека сакаш филмови да гледаш, сакаш да гледаш во филмови? Многу сакам да гледам филмови. Сум бил на кастинзи, нема одбрале, не сум одговарал, нема врска. Сакам многу повеќе да се прават филмови, затоа што сум имал шанса за среќа. Така се погодило. Можеби не едам од талент, така случајно ете играв и у Белград, играв у Бугарија, еве саки отидам ќе играм на друго место, патував у Приштина, играв на фестивал со една друга представа Мац, извини, неа спомнас на Филип Петковски танцов театар.
Бев и до Подгорица и секогаш ги запознавам луѓето, колегите од таму, сваѓам дека кај нив многу повеќе се снима. Повеќе се снимаат филмови, повеќе се снимаат серии, ситкомови и слично. И тоа има повеќе опции и повеќе избор. Кај нас замислете на толку малку актери, што за мене се малку, ние не продуцираме доволно. А да се продуцира филмови и серии како што се продуцираат во Бугарија, како што се продуцираат во Србија, сите ќе имавме барем некакво искуство. Сега е многу потешко затоа што ние многумината немаме многу искуство од филми и серија. И кога ќе дојде шансата, ние немаме искуство. И затоа е нужно, мислам, да се продуцира повеќе, затоа што е битно и не само за луѓето што ќе гледаат, не само за публиката, не само за камерманите, не само за режисерите, туку и за нас актерите, и ние треба да се тренираме со тоа. И мислам дека сакам и на секој кастинг се пријавувам било што и да е од филм и серија, затоа што мислам сакам и е нужно да се тренирам каков и да е продуктот, како и да излезе. А ако треба и брковите ќе ги избричиш. Себе напред. Јас сум многу трансформативен човек, може од месец у месец луѓе не ме познаваат по лице затоа што некој ше многу голема брада, многу брзо ми расте, се причам се бајле од 9 вечер тием брада. Така што постојано се менувам без коса, со коса и слично, слаб, дебел, секој. Така што мислам тоа ми е работа сега. Така што да, филман сум и многу сакам да играм и се надевам дека ќе дојде и таа ера кај нас, ќе удри тој бран, кај што ќе се снима повеќе, ќе се игра повеќе, ќе има публиката што да гледа повеќе на наш јазик. Така. Ти многу што ни беше дел од сцена, мене ми беше исто мило. Многу интересен како лик, како се говорник, убав на сцена, па ти посакувам многу улоги да имаш и Да, сега работиме Галеб, дојдете на Галеб на 31 мај. Така, фала ти.